Во студиото по 9 часот се дружиме со градоначалникот на општина Македонска Каменица, Димчо Атанасовски. Анета Механџиска, представник на Сдружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. Јас сум жена. И пејачката Ани Малинкова. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи. Навистина денеска ќе имаме одлична емисија, то сигурна сум. Ги видовте кои ќе бидат нашите денешни гости. Имаме две прекрасни дами, еден господин, тоест две гостинки, и ние уште две, јас и Цеце. Цеце ќе ја видите малку подоцна, но би сакала ете да ги запознаете и луѓето одблиску кои што ги видовте сега на кратката шпица, луѓе кои што ете можеби ги знаете од социјалните мрежи, од јавниот свет, меѓутоа денеска би сакале да ги запознаете и така малку од поблиску. Ќе ја представам дамата која што седи веднаш до мене, Ани Малинкова, која што беше задолжена за нашето преубаво расположение пред да започнеме со емисија. Сигурна сум дека ќе биде така. Со Ани се немаме видено со години. Ани, многу ми е драго што си денеска гостинка. Добре дојде. Добро ве најдов. Кажи ми како си. Убаво е. Јас убаво се чувствувам од Сабајле. Многу сакам од Сабајле кога сум во емисија. Утрински човек. Да, утрински човек сум. Обично музичарите не се утрински луѓе, спијат се зависи, да, ама мене ми е супер. Така треба. Така треба, преубаво изгледаш. Ти благодарам уште еднаш што дојде во емисијата. Веднаш до неа е господинот кој што нормално веќе го знаете од малите екрани, го знаете од политичкиот свет, но денеска ќе го запознаете во едно друго светло, градоначалникот на Македонска Каменица, господинот Димчо Атанасовски. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Навистина прекрасно се чувствувам, прекрасна гледана емисија. Чест исто ми направивте што се наоѓам помеѓу 4 дами, така да мислам дека ќе си поминуваме прекрасно. Извинете. Да, баш ми е драго. И уште една дама е заедно со нас во студиото, жена која што првпат ни гостува овде во не само во Здраво Македонија, во Канал 5, ама и нема да биде последен. На моје огромно задоволство, Анета Механџиска од представник од Сдруженијето за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. Јас сум жена. Анета, добре дојдовте. Добре ве најдов. Здраво Македонија. Мило ми е што ме поканавте, прв пат, нели, како што кажавте. Се надевам дека, нели, супер ќе поминеме, бидејќи гледав, нели, каде доаѓам и што, и многу ми се допадна вашава емисија и на драго срце, нели, прифатив вашата покана. Мене ми е многу драго за тоа што денеска ќе позборуваме малку повеќе и за жените. Некако ете и градоначалникот, кој единствено машко тука, верувам дека и тој има многу што да каже за ова прекрасно друштво. Меѓутоа, нели, многу се зборува за жените во последно време, колку нели жените излегуваат од сенка, колку жените се на едно поразлично ниво од тоа што биле години и години наназад. Некако имам чувство дека одиме напред, така да верувам дека ќе имаме одлични разговори. Да останеме на тоа, затоа што сакам да се ја представам и Цеце. Цеце е во другиот дел од студиото. Цеце, добро утро и за тебе, голем поздрав, и тебе те чекаме да дојдеш тука, ама претходно да ги услужиме нашите гости, така? Така, Елена, ти благодарам, пред се да ги поздравам нашите гледачи, ве поздравувам и јас во овој дел од емисијата. Верувам дека имавте одлично утринско дружење со мојата драга колешка Јелена и со Роберт, а верувам дека уште подобро ќе биде во овој дел од емисијата со оглед на тоа дека имаме одлично друштво овде и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Да бидеме одлични домакини, како што и секогаш се представуваме, па да ги прашаме нашите гости што ќе се напиете. Имаме нашите пријатели од Стокомак Мокате, 2 во 1. Имаме Голд, ваков тип на кафе, имаме чајчиња. Што сакате тоа? Па може 2 во 1 за мене. 2 во 1, и за мене 2 во 1. Може исто 2 во 1. Добро, во ред. Јас ве оставам со Елена да си му обитите, ќе ви се приклучам за кратко. Ти благодарам многу, Цеце. Јас го земав телефонот да се започнеме затоа што во овој момент мене ми пристигна порака од нашата колешка Дракче. Вели: Јелена, градоначалникот ми е братучет. Неговата мајка и мајка ми се сестри. Дали е ова вистина? Да, точно е. Дракче ми е прва братучетка и нашите мајки се сестри. Ја поздравувам и благодарам за поздравот од нејзина страна. Дракче, значи те чекаме, се надевам, мислам дека Дракче денеска има снимање. Дракче, ајде те чекаме да дојдеш па да седнеш и ти тука со нас. Јас ова не сум го знаела. Да, точно. Браво. Ете, баш ми е драго што е тоа така, една информација која што не сме ја знаеле. Господине Димчо, кога сме веќе еве почнавме да зборуваме нели за жените, некако вие како градоначалник
Кажете ми каков е вашиот став, еве лично, затоа што сакам да се надоврзам после на следно прашање, каков е вашиот став за позицијата на жената денеска во општеството? Еве, вие си знаете, нели, не само во македонска каменица, туку и на цела Македонија. Каде е денеска жената? Затоа што, нели, знаеме годините наназад, жената беше раѓај деца, седи дома, нема работа, домакинка, нели, па и по малите места. Ние знаеме каква била жената, меѓутоа денеска се менуваат времињата, жената сака да оди на работа, жената сака да биде успешна, жената сака да биде финансиски независна. Некако многу се сменија работите. Вас ве прашам како единствен маж. Тука после ќе го продолжиме Ви разговорот. благодарам. Значи, факт е дека во предходните изминатите години наназад жената била, како што рековте, да не се повторувам, но мислам дека сега има голема разлика, дека жените дојдоа до израз, се гледаат веќе и во политичките води на лидерски позиции, како во бизнис секторот може да ги заприметиме како успешни жени, во спортот, секаде, и мислам дека не би рекол дека сега се веќе во подредена ситуација, но напротив може да се каже дека и доминираат. Искрено да ви кажам, кај мене барем лично. Браво. Јас и преска спомнавме, нели, во неврзан разговор, дека секогаш подобро ми оди соработката со понежниот пол, да бидам искрен. Нема, има некое друго разбирање. Тоа е тоа. Ани, што имаш да кажеш ти за Па нема денешната што да жена? кажам, тоа е супер. Жената си е жена, е единствена е жената. Така. Значи за мене зборот единствена е жената, тоа е. Толку. Добро. Кратка сум ја. Кратко и јасно. Би сакала да ја запрашам и Анета, затоа што Анета барем има тука многу толку што да каже, нели и од организацијата, јас сум жена, но и ете ваш личен став, каде е жената денеска во општеството? Дали навистина и се отворени сите врати? Да, веќе жената може да кажеме дека е на некое многу повисоко ниво дамна што била. По обуки и едукации кои ги вршиме, гледаме дека жената е со своите вештини, способности, знаењето го поседува, нема проблем да се носи рамо до рамо со кој било маж. Да, дури на конференцијата која одржуваме, во нетипични професии, гледаме дека има жени кои стварно порано се воделе како машка професија, сега веќе многу и жени ги работат. Така Посебно во бизнис секторот, нели некако тоа било секогаш за мажите. Денеска имаме многу успешни жени бизнисменки. Не е само бизнис секторот, зборам за овие посекојдневни работи како што се пожарникар или спасувачи што се на терен или во рудник што работат, значи веќе жената секаде има. Браво, браво, Ани, значи не само пееме, за се не бива. Да. Да. Браво. Баш она сме грбот, столбот на не само на фамилијата и семејството, веќе можам да кажам дека почнуваме и на општеството, бидејќи жената како она у гените ние, дека нели ние водиме фамилијата, ние сме тие кои рачунаме све, така да почнуваме и државата уште малку да водиме, нели? Сега имаме шанси, да имаме жена председател, така да видиме како ќе биде не само татко на државата, мајка нека не води. Ете така. Кажете ми, господине Димчовјака, еве гледаме дека многу жени и во политиката во последно време доаѓаат. Еве нели сега имаме и кандидат за председател, мислам сме имале, мислам дека и низ годините, не е ова прв пат, меѓутоа нели порано години наназад се знаело политиката е за мажите. Да, каде жените сега во политиката? Затоа спомнав сега дека имаме шанси и секако дека ќе имаме сега и мајка председател, така да ќе видиме како ќе се одвиваат работите и јас верувам дека ќе биде позитивно. Ако гледаме и како од родителски аспект, мајка си е мајка, значи води повеќе грижа за низините деца, од обично мажите нели се повеќе распространети како што беше, и ако гледаме од аспект на животинскиот свет, машкото ја донесува храната, мајката се жената ја распоредува. Така да јас мислам По-домакинско однесување. Владење и во домот, ама нели во државата веќе ако на ниво збориме на за држава, затоа политика. спомнав сега можете да забележите дека не имаме веќе и на полето на политиката успешни жени. Жените се без никакво ограничување сега сега, немаат со голем ограничување. потенцијал, така да можат секаде да се покажат. Да. А не тоа што е, мислам добро е едукацијата да е малце поназначена, за малце повише да биде активна во сите тие сфери. Кај нашево издружение тоа здружение за вмрежување на успешни жени, за едуцирање и истражување.
што значи успешните жени, што значи тоа, кои се етаблирани во нашево општество, значи веќе кои го поминале тој трновит пат, нели од порано да кажам, и сега веќе можат да ни нас на помладите генерации да ни посочат како успеале и како дошле до тука, за да може да е полесно, нели да успеат и да се снајдат во денешниот свет. Кафето готово. Да го искористат својот потенцијал. Така, имате ли горе-доле, еве вака некоја слика во тоа, еве во Македонија да кажеме, во што се жените така поуспешни или каде повеќе не има? Најмногу жените во образование ги има. Нормално, еве сега тоа што збориме. Некако тој мајчин пристап во образование. Образованието, културата, нели педагогија, најмногу ги има жените, но веќе, како што спомнавме, сме се повеќе и повеќе сме расширени. Економијата сега веќе почнуваме да ја завземаме. Браво. Леле, па за некоја година нема кој да не застане Димчо. Тргнеме напред. Македонија има да се претвори во сосема друга држава. Можеби па фалат жени. Да. И јас не се сомневам во тоа да бидам искрен. И давам секаква поддршка пред се за да идете напред. Респект за жените. Респект секогаш, да. Како? Ние имаме Сдружение на вешта жена кои се популарни на ниво на цела држава. Беше гостинка минатата недела имавме. Да, така да и од мене како градоначалник општина Македонска Каменица соработува, ги поддржува максимално, одржуваме прекрасни манифестации. Така да, имаме прекрасна соработка, да. Значи, жените се некако и во организација, се што се организира во Македонска Каменица, јас сум сигурна дека некоја жена стои позади ово. Точно. Така. Добро, кога зборуваме веќе за Македонска Каменица, некако барем онако што јас можам да го забележам од вашиот Facebook профил, нели нормално градоначалниците се секогаш активни, сакаат да се пофалат што е нормално што направиле, меѓутоа нели ќе кажеме Македонска Каменица едно мало градче, што може да се случува во Македонска Каменица, ако ќе отворите профилот на Димчо, секој ден нешто се случува, мислиш, живееш во центарот на државата. Македонска Каменица, да бидам искрен како општина, ми е чест на вистина што ја водам. Епитетот го носи како Швајцарија во Македонија. Јас ве поканувам јавно сите кои што не биле во општина Македонска Каменица. Да Каменица. не се спараме тука на сред емисија. Па добро, Берово, сега нема да ги мешам јас Берово. Македонска Каменица си е прототип. Ова го Така да. сваќам како лична. Ке те очекувам на гости, да дојдете сите, секако јавно ги поканувам и секој оној жител на Македонија кој што не бил во Македонска Каменица нека помина. Работиме, се трудиме и од областа на инфраструктура, спорт, култура, даваме максимум од себе, се гради нешто бидејќи нели емисијата не ни е од политичка гледна точка сега да не презентираме, да не се фалиме. Многу убаво рече и ти дека на профилот може да се види се, ама јас би сакал и лично да ја посетите општината, така да ќе се уверите во тоа што го зборуваме секако. Ајде, обавезно, Цеца си била ли во Македонска Каменица? Искрено не. Така да После ваква јавна отворена покана, да. Топол народ, нема топол да можеме народ да те таму. простиме ако не дојдеш. Јас сум била, Мора да се договориме, ако не па Еве Ани била. Ани да си пеела некаде. Ани топол знае. народ, да, Чекај една свирка да договориме, сега тука женава пари да зема. Одржуваме секоја година да културно договориме лето, ќе ја поканиме, да, имаме и културно лето. Ја ќе дојдам да го месец водам, па ја август. тесто да се договорам. Така и може да се договориме. Анета, дај сите некој пари да земе, веќе тука кој да се офајдеме финансиски. Таква не е ситуацијата. Па извини се, Димчо Нема се намести сега. Това Борете и пак ќе речам, Така е. имате отворена покана и за соработка. Леле, Така леле. да нема проблем. За манифестации. Ние сме отворени за манифестации, Не, ама зашто и да. и народот кој што живе во Македонска Каменица се пријатни, Така. гостопримливи. Јас сум била во неколку куќи кои што кога ќе влезам, значи се осеќа таа топлина, значи ќе те послужат со кафенце, со некое благо дома што се направило. Абе, од дома се сакаат да ти извадат луѓето што имаат фрижидер. Така е. Пријатен народ. Сега, кога сме веќе кај оваа тема, да, ние сме топол народ, пријатен народ, да, ние ги сакаме луѓето, ама ние едни со други не се сакаме. Ние сме за некој тугинец, нели, наводно, кој ќе ти дојде дома, па ние сега тука да се покажеме, да извадиме се на трапезата, колку сме ние добри луѓе. Едни со други, зошто ние не се сакаме? Па не знам тоа. Тоа е зависи од енергија. Длабока филозофија. Ја значи, мислам дека е, да, голема филозофија, али сепак тоа се осеќа кога ќе идеш кај во некоја куќа, кога ќе седнеш, кога ќе разговараш, да речеме, да си направиш еден муавет, таков ни е менталитетот нашиот.
Значи се осеќаш пријатно, се чувствуваш пријатно. А некаде каде што мислам сум била во некои куќи кај што стварно гостопримството било со покажување на гостопримство, На работи на масата, ако сакаш да кажеш? Па една маса или небитно Или во кафана. муабет, или во кафана. Осеќаш значи некоја негативна енергија и што комуникацијата не иде. Да, и комуникацијата не иде и што побрзо да станеш да си идеш дома, ето тоа е тоа. А ти не си човек што трпи многу. Не, ја знаеш ти. Као тебе. Ти можеш многу брзо да се стане. Кога не иде, не иде. Димчо, колку политиката ета вака ги менува луѓето? Некако нели зборувавме ние за тоа, сега нели порано, можеби и порано имало лоши луѓе, не знам, ама не се знаело толку многу, не се покажувало толку многу. Сега мислам јас барем после коронава, барем моје мислење дека после корона некако луѓето многу се променија на полошо, некако како да исплива се лошо од нас. Браво за моментот, за прашањето. Значи, да бидам искрен, политиката моментално се сведе на многу ниско ниво, начинот на одесување на луѓето, иако да бидам искрен, преска го зборевме тоа што дали има влијание корона, дали што е како што бевме затворени 2 години, апатијата од сите страни, незадоволството на луѓето од самата ситуација, економска криза, не знам што, и некако премногу злоба, завист има помеѓу луѓето, за жал. Манипулација. За жал, искрено. Гледаме до кој степен се доведуваме по тие така наречена демократија. Јас мора да признам дека не е демократија ова ние што го живееме. Според мене тоа е катастрофа, повеќе би го нарекол анархија. Демократија, слобода на говор, да речеме, еве сум бил гостин во емисија, не ми се допаѓа тоа што ќе го збориш, дали за проекти, дали за било што, тоа е демократија, ама не може да со навредливи зборови да се обраќаме, бидејќи сепак ќе речеме сите сте вие јавни личности, ние сме луѓе со кои повеќето има, нели, наши деца ги читаа коментари, наши блиски, мајка, значи луѓе кои што навистина го чувствуваат тешко сето тоа го поднесуваат. И тоа не ми се допаѓа, да биде искрени. Мене ако ме прашате, јас кога би имал можност, сето тоа би го санкционирал. Стануваме TikTok држава. Од TikTok И општество, така да тоа не ми се допаѓа. Политиката, како политика, е зависно од индивидуата. Например, јас по професија сум музичар, со Ани сме колеги, имам завршена музичка академија, политиката ме мотивираш во смисол да можеш повеќе да допринесеш за самото општество. И како визија да правиме добри дела, не да правиме лоши. Па така треба да биде. Да, тоа мене ми беше целта, иако да бидам искрен, А од почеток, извини, се занимаваше со музика, па почна политика или однака? Мал дел исто за жал се бавев со музиката. Премногу рано влегов во политика. Музичкиот дел го знам, музичкиот свет. Имам многу колеги со кои што се работам во естрадата. Хајде од музика во политика, ајде се. Па политичарите се најголеми звезди, човекот сакал да биде звезда. Не, јас во политика. Во музиката ќе бев многу поголема звезда и многу порелаксирана. Сигурно повеќе од сега, отколку сега да бидеме жртви на манипулации, на навреди, да бидам искрен. И јас мислам дека и за некоја година, ако не се промени нешто, нема ни некој да сака да се бави со таа професија. Оти станавме многу неблагодарна професија политиката, искрено. И колку и да сакаш да правиш, да ствараш, гледаш од некои набои, од лични фрустрации. Мене лично не ме додирнуваат коментарите, да бидам искрено, и мене ми е многу битно кој ги пишува коментари. Браво. Така да ќе ме додирне кога ќе ми напише коментар личност која навистина има направено нешто во живот, па и онака како изреализирана личност, да бидеме искрени, и плюс зошто да се оди на лична основа. Пак ќе речем, значи треба да има санкционирање на тие коментари, на лични навреди. Јас лично тоа не би го толерирал. Кога би имал можност да настапам. Кога би зависело од вас, кога би зависело од мене. Така, а не тако е вашиот став за оваа тема? За политиката или за жената? Политика, навреди, препукувања, едноставно станавме ли лоши луѓе? Не знам како да го формулирам некако прашање. Се е толку изменето во последните неколку години. Лоши луѓе од секогаш имало, но како се развива општеството, дигитално доба, дигитална ера станавме, така да све повеќе и повеќе доаѓа и испливува на површина луѓето што не можат да се снаоѓаат во секојдневниот живот. Многу полесно им е да застанат на телефонот или пред компјутер и онака да си се
истушат, да кажам, си се олабават. Не размислувајќи кои се последиците нели тоа што ќе го каже или што значи тоа што го кажува. Бидејќи стварно не се снаоѓаат во реалниот свет. Како што ги викаат нели Facebook политичари или Facebook борци за права или како и да е. Да, така и Виртуални патриоти, само Тоа е така. виртуално, да. Ваму. Нема, значи, ако нема оваа интеракција што сега осеќаме, нели оваа Едукацијата, енергија овдека, Да. преку компјутер или преку телефон не можеш да ја осетиш. Видувањето. Така да... Мислам, кога ќе го погледнеш човек во очи, кога ќе му ги Така, кажуваш така, некои работи. вештачки многу Значи, стана. па сега е вештачки, затоа што виртуален е начинот на живење. Нема и денеска Мене и ми секој доби смета пристап тоа до многу. интернет и сега Да. секој некој кој што до вчера не бил Добро. слушнат во општеството, сега Да. има начин, канал како да, Да. нели дојде до поголемата маса и Јасно. И- И тука е и терај. целиот тој и добро и Така, лошо ама тере без надеж имам контрола. дека се уште има добри луѓе, дека нели не има добри Дефинитивно. луѓе, да. тоа Дефинитивно. и би требало нели да ги поддржиме онака Максимално тие добри луѓе. така Да. така да се игнорираат нели лошо говорниците, бидејќи мислам дека поголема казна за нив ако ги игнорираш. Да. Отколку ако им дозволиш нели да ти влијае тоа или да им вратиш на муабето што го Повеќе кажале. разговори треба, Така, значи, огинот се разгорува уште повеќе и нема по мене ефект, само нервоза и штета. Да, и само ти губиш. Така, Ти губиш што се така, нервираш, така. а само ќе се нервираш. Тој ако е лош човек, тој ќе биде лош човек и утре и задутре Да. и на интернет и во приватниот приватниот живот. живот. Не му е Така, гајле, а така. ти се нервираш само Фали ти губиш. социјализација. Значи многу фали социјализацијата. Затоа е добро вака да се организираат некои средби, дружења. Настани. Така, реално да се разговара за култура, дури туризам, нели шетање. Македонија ни е убава. Тоа е- Му треба паричка на овој народ, градоначалниче, тука вас сега сакам да ве фатам. Значи без пара ништо, мислам сега не дека парите се нели се во животот да се разбереме, меѓутоа таа психологија дека на човекот не му требаат пари, дека може да биде среќен со нели секојдневни работи, кај нас во Македонија тешко да се прифати. Иако е вистина, сите луѓе се сакаат пари, нема пари и готово, што е исто и тоа држи вода. Ти ако немаш пари, ако ти не можеш да јадеш добра храна, ако не можеш да си Да. дозволиш, еве са бајле ми се јави една жена, Така е. влагам вика во маркет и само гледам. И ја вика јадам со очите, немам пари да се дозволам, значи ваму и ваму сме. Добро, затоа викаат парите го вртат светот. Парите го вртат светот. И сега на некој ти кој ќе му кажеш, ама не за парите се во животот, живеј во заради Да, тие сонцето. гладни. Си каже дали имаш некој проблем психички. Мислам реално. И сега ќе дојде ли пара, ќе влезе ли пара во оваа држава? Не знам како да прашам. Сите Види, тоа јас сакаат пак да ќе чујат. речам искрено, сега мора да звучам пак како политичар, бидејќи тоа е сум. Јас имам голема надеж и верба во нашиот председател, иден премиер, професор доктор Христијан Мицкоски, бидејќи човекот сака да направи држава, има добра програма. Вчера направивме промоција на програмата која што ќе биде презентирана пред нашето гласачко тело на ниво на држава. Ако се работи домакински, Македонија е многу богата земја, да бидеме искрени. За жал, погрешни луѓе до сега се не сите, да не ги ставаме сите во исти кјош, ама факт е, во моментот што го живееме, ние гледаме дека не е така како што може да биде. Имајќи ги предвид ресурсите кои што ние располагаме, рудни богатства, дали од областа на земјоделие, сточарство, полједелство, можеме сето тоа максимално да го искористиме, топли води имаме, значи буквално се што ќе може да посака една голема држава, ние како мала држава со мал број на жители и со тие природни ресурси кои што ги поседуваме треба да бидеме, да не речам како Брунеите. Искрено, значи Македонија е и треба да биде народот да го осети тоа богатство. За жал сега индивидуалци сето тоа го користат. Треба И мислам многу дека да треба работи. да се случат промени, да дојдат луѓе кога ќе дојдат прави луѓе на прави места, сите Да, прави луѓе бенефитот ќе го осетиме сите ние како граѓани. Јас верувам во таа програма и знам дека ќе биде успешна и се надевам дека после изборите, после една година ќе имаме простор, пак ќе се видиме, ќе се дружиме и ќе разговараме за моменталното живење. Дека сме како тргнале не. чекор дека напред. идеме чекор напред. Јас верувам во тоа и
секако дека ќе Пари биде. во музиката ќе се финансираат ли? Ани тоа ја интересира. вчера, Значи, женава да. сака да пее и сега музиката во Македонија реално не е ценета доволно. Во самата програма е предвидени се пари за областа на културата, значи да ги мотивираме нашите уметници, бидејќи сепак традицијата, идентитетот на една држава е во фолклорот, во уметноста, така Ние ја ли, во нашите представуваме ние Македонија се нашите државата. амбасадори на ниво на точно. цел свет каде што ќе настапуваат. И ние како тоест новата влада кога ќе дојде, ќе биде максимално фокусирана и на таа тема уметност и ќе бидат финансирани нашите уметници, ќе бидат пред се забележани, од и самите ние можеме и знаеме дека многу успешни легенди наши завршија како социјални случаи. Нашите уметници Тоа да. не се згрижени да дури е способна Ани да настапува, ќе иде по турнеи, ќе заработува, меѓутоа отпосле сите ние со текот на времето, нели сепак тоа е биолошки начин на функционирање, старееме и нема да можеме Не сме толку активни. ама треба да води некој грижа за нас, така ли? И така да мислам дека во иднина ќе имаме многу Фалац. подобра иднина за уметниците. Верувам во тоа, пак ќе речем. Благодарам, има и во ако така програмата. размислувате, мене тоа многу ми прави кејф, затоа што пеачите во Македонија, дали на забавен дел, дали на народен дел, не е битно. Значи, јас веќе долги години сум на естрадата, а посебно за традиционалната песна, македонската песна, која што секаде ја представувам, значи по сите држави. Секаде сум била цел свет, сум посетила цркви каде што живеат нашите македонци. Настапот нормално македонска песна која што е традиционална. И многу песни кои што се уште не се отпеани, што треба да се отпеат. Тоа треба да си го заштитиме и да остане заради тоа што оваа мала држава треба на некој начин да покаже малце барем љубов околу песната која што имаме ние овде. Затоа што доста сум разговарала на таа тема, кој што и странци сум имала прилика да разговарам на таа тема и кои што се воодушевувале на нашата македонска песна. Така да јас кога го зборам ова малце така сум и возбудена заради тоа што сум и таква, нели, темпераментна личност и секогаш кога идам на настапи, еве сега бев нели во Словенија, сакам да си ги поздравам моите пријатели во Словенија, Блаже Атанасов, Кочо Рацин, кој што многу прекрасно поминав во Словенија, во Копер градот, оркестарот Носталгија бенд, кој што исто предобри пријатели мои, кои што долгогодишно се слушаме, нели нормално сега по социјални мрежи на таков начин. И го посетувам тој дел каде што настапувам и се гледам со луѓето. Значи, тие се желни за да слушат македонската традиционална песна. Јас и вака убаво ми е кога слушам, меѓутоа најубаво чувство ми е кога ќе видам некаде на интернет, ќе мислам дали на Facebook, не знам, негде во некоја друга земја кога пеат, не знам, македонско девојче. И тоа се луѓе кои што се надвор од твојата држава и гледаш дека ја пеат таа песна. Има и многу други, Билјана Платно Белеше. Имаме ние толку македонски не кажува ли бе добре, но да. Еве сега имам као значи преубаво ми е чувството зајди или понадпревари кога ќе ја пеат. Во тие моменти сум горда што сум македонка. Да, и тоа, баш штета што никој тоа не го поддржува. Тоа е посебно чувство, да. А посебно ние пеачите, пошто значи ја гледаме публиката кога настапуваме надвор од Македонија. Ја гледаме публиката колку е возбудена, некој ќе видиш дека и ќе заплачи. Тоа е сето искуство, затоа што ја веќе долги години сум надвор и од државата, настапувам. Си ги имаме, значи, тие контакти со луѓето кои што живеат надвор од државата, а и овде, нормално, во Македонија, али се поретки се овде настапите во Македонија и не ценети. Што мене тоа многу ми смета, заради тоа што треба да ја зачуваме македонската песна. Мене многу ми смета во Македонија што едноставно, сега, дај српска. Аха. Значи, стварно, окей, ја разбирам. Театирович. Да. Ја разбирам за тие работи, но не го почитувам тоа заради тоа што јас имав прилика да идам и во Србија. Да испеам песна. Ја не се појавив воопшто во Србија и во Пинк. Значи, зошто тоа така? Заради тоа што јас ја ценам мојата држава, како што тие ја ценат својата држава, така и јас ја ценам својата држава и својата македонска песна. Имав прилика со Лепа Лукич
неколку години да бидам во еден контакт, личен, мислам, во Чикаго, во Америка, каде што по 2-3 месеци бевме нон-стоп заедно. И кажува, вика, Ани, вика, Душо, вика, македонската песна е посебна песна, вика, која што треба вие, вика, да се ја задржите. И има посебна ризница на музиката, на самиот текст. И тоа, еве сега се ежам, заради тоа што тоа е вистина. Како го започна муабетот. И кажа дека тоа треба, вика, вие да си го зачувате. И од тогаш јас, тоа е веќе може има над 10 години поминато, значи од тогаш кога ми го кажа сето тоа Лепа Лукич, јас стварно мислам го испочитував тоа и сега гледам ситуацијата во Македонија. Како се уште, значи на некој начин сакаат поише на српски пеачи да идат да ги гледат од разлика на македонските пеачи. Значи многу ми смета мене тоа. Јас си кажувам искрено заради тоа што јас имав прилика да настапам и во Пинк, али не е тоа, дај паре, мислам. Не сум јас тамо за да дадам пари и за да настапам како сега што тоа се промовира, мене тоа многу ми смета. Така. Значи, ако ме ценат како пеач од Македонија, кој што ќе дојде како гостин во друга држава, значи треба да ме испочитува, да ме изреспектира, ништо повише не барам. Така. И да представам македонската песна, толку. Така е, ќе направиме овде една кратка пауза со краток блок на реклами, останете заедно со нас, се враќаме после рекламите. Ве поздравувам сите кои што можеби подоцна ни се вклучувате на програмата на Канал 5. Енергијата која што имаме овде во студиото, верувам дека ќе ја пренесеме во вашите домови со оглед на тоа дека навистина се нашите гости прерасположени, препозитивни и не сакаат да си одат дома, сакаат да зборуваме цел ден ако може. Инаку денеска со нас Анета Механџиска од Здружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување Јас сум жена, градоначалникот на општина Македонска Каменица Димчо Атанасовски и пеачката Ани Малинкова. Започнеме со Ани, ни донесе нешто. Што е ова? Така. Па тоа е како еден вид споменар од моите почетоци кога јас веќе настапив. Тоа мајка ми го правеше, ми изненади после некој извесен период, вика да видиш јас што сум ти направила на тебе. Ја викам, мамо, што е тоа? Ја отварам и што ќе видам, значи од весници и сечоци, кој што мојата кариера како почнала од сите мои почетоци до ден денеска. Тоа е еден убав споменар кој што јас си го чувам. А и можам да кажам дека имам толку благодарници, награди кои што ја не знам каде поточно треба да ги однесам, во кој музеј за да ги изложат тие. Тоа е преубаво нешто заради тоа што стварно на некој начин јас се заштитувам самата себе. Што е мој ќе си дојде. Така. Да искоментираме некој од страниве, еве што е мој ќе си дојде. Ова е за каде? Што е мој ќе си дојде? Малинкова. Па, не знам, тоа е нешто во За вечер, ако не се лажам. Кога имав 20 години ова, да. Тогаш имаше весници, пишува, имаше доста новинари кои што комунициравме, па нешто ќе напишат, нешто интересно за мене, затоа што тогаш имав околу 17-18 години, 20, не знам, сега не се сеќавам точно. И секогаш пишува, мислам, за мене и до ден денеска, значи колку луѓе ќе ме сретнат, вика у Судоко ти имаше, у Котелец ти имаше, овде ти имаше, Ани, тамо ти имаше. Па добро е тоа што луѓето читат на некој начин, мислам и весници, не само социјални мрежи. Овде сте рекле по квалитет сите пеачи се исти, а нешто друго одлучува кој ќе биде на врвот. Што е тоа друго што одлучува? Па кој што Еве што мислите денес без разлика од тога што сте рекли? Да, и јас мислам дека е тоа харизмата. Значи после некое време можеби ќе се случи тоа. А и самата професија, знаете како, има доста пеачи и нормално секој сака да се истакне на некој начин, да се покаже колку може. Сето тоа се покажува, некои се откажуваат, некои се уште продолжуваат. Јас, например, продолжувам. И се уште ќе продолжам додека сум жива. Затоа што тоа ми е во гените, потекнувам нели нормално од музичка фамилија. Татко ми е уште
на времето, 64-та година, баш вчера го правевме тој муабет, да кажеш, вика, ја тато те поздравувам многу, и мамо. Да, поздрав сигурно Да. Имаше убави моменти и секогаш тие муабети ги дискутираме дома, додека татко ми, кога бил, да речеме, во помлади години, како настапувал ВИС Аноними групата со консултација на БИС, уште во тогашно време, тоа се години, неколку децении уназадни, и како свиреле, какви матинеа имале, како на некој начин се забавувале во тие децении од разлика сега како што е забавата кај нас. И јас се гордеам на тоа, јас имам и сна нормално Наташа Малинкова, Така е. која што Ни беше неодамно. ете така, и неа ја поздравувам. Се консултираме дома, си пееме дома, што е најбитно, тоа ни е таа енергија која што си ја пренесуваме меѓусебно, фамилиарно. И сега децава не можеме да кажеме, јас имам 2 ќерки, Снаам има 2 ќерки исто. Се уметници, но се во други насоки, на факултети и на сите тие работи. Вашата кариера започнавте на некаде 17 години, ако не се лажам. Па да. Колку ани од тогаш до сега си ги Моите исполни почетоци- со ништо? Да. Моите почетоци беа многу убави, многу интересни. Кога мене од дома ме зема, јас мислам тоа беше многу интересно, тоа е Димитар Масевски, сега веќе починат, режисер, продуцент, Кире Печијаревски. Тоа се личности кои што веќе не се со нас, мислам, али многу има посебен терк на работење околу музиката, околу настапите, сите тие. Кога јас прв пат настапив во Кавадарци. Јас се отворив спортската сала со емисијата Оваа сабота во тогашно време. Беше една од најпопуларните емисии и се сеќавам дека првиот настап беше мојот, така и го кажа покојниот Димитар Масевски, дека ти ќе настапиш, вика, првата, ти си таа правата, вика, уметница која што од својот град потекнуваш и ти ќе го отвориш тој настан кој што се случува со оваа сабота. Тогаш имаше многу луѓе, беше преполна салата со луѓе, имаше некое расположение, позитивна енергија, љубов имаше. Што е најбитно, љубовта кај публиката за мене представува голема возбуда и голем потик на песната која што ќе настапам. Јас сум таква и ќе останам. Сега, како што идат годините, нормално се уште сум таква, но го гледам публиката не е тој дел каде што може толку многу да се расположи. Сега, мислам, во денешно време. А порано, значи, беше топ. Да, нешто подоцна ќе ве слушнеме и како ни пеете. Може, кажете дека како сте не. расположена. Може. Еве градоначалникот може да има некоја музичка желба, но претходно имам прашање до вас. Во утринскиот дел, кога ги вклучуваме нашите гледачи да постават некакво прашање, имаме тројца кои што имаат можност да го направат тоа и во последно време многу прашања има адресирани до вашата општина. Едно од тие е кога ќе биде асфалтиран патот во село Косевица. Добивме одговор од вас, меѓутоа може ли малку повеќе да ни објасните што се случува таму? Благодарам за прашањето, искрено мило ми е што ја начнавме и таа тема, така да можам јавно да искажам што мислам во врска со и на начинот на кој што ние работиме моментално. Кај мене, за жал, и моите сограѓани знаат дека мнозинството на Советот не е од мојата матична партија ВМРО-ДПМН, туку од СДСМ, за жал. Ние не работиме со полн капацитет, меѓутоа може слободно и нашите сограѓани знаат дека се работи од како сум јас градоначалник, иако не работиме со максималните можности кои што ги имаме, се работи интензивно на патната инфраструктура. И сега во моментот се работи во централното подречје се асфалтирано во проектирана која ќе биде завршена. Завршивме краци во село Моштица, имаме ставано во Дулица, до Гриско мало, сега да не ви ги спомнувам сите. И после оваа недела исто ќе се асфалтира во село Дулица, село Косевица е на план, Мало Караджевци, Паровско мало ќе биде асфалтирано. Барам само од моите сограѓани да имаат трпение. Јас ги разбирам, јасен ми е револтот и
брзањето да биде што побрзо да се средат некои работи, бидејќи и од претходните неколку години Македонска каменица беше во статус кво ситуација, имајќи претходно која ја водеше општината. Не би сакал пак да бидам радикален, да не ме сватите погрешно. Меѓутоа работиме интензивно, јас им ветив на граѓаните и во самата кампања и еве сега пак јавно ветувам дека се во село Косевица ќе се асфалтира, во село Цера, Гребен исто стално прашање и по Facebook, по социјалните мрежи. Село Костиндол сега ќе асфалтираме во теке постапката од штаб, се викам местноста, штаб до Чобање мало, така да таму ќе се стави асфалт. Сега ставаме после Тито, да не речем. Така да, моите сограѓани... Да се толку изремонтирани и постојано се јавуваат дури и јас ги разбирам граѓаните, така да само ги замолувам да бидат трпеливи. А дека ние ќе ја изреализираме програмата, тоа го ветувам дека јас и мојот тим интензивно работиме, даваме максимум од себе и сите работи што ги имаме ветено ќе ги завршиме. На кои проекти и активности сте особено горд? Па секој проект си е засебно убав, да бидам искрен. Ние направивме прекрасен спортски комплекс, значи од 11.000 квадрати, каде што се застапени буквално сите игралишта од нога, тенис, кошарка, фудбал, мал фудбал. Така да, од област на културата, сега почнавме од оваа година фестивал филмски за првиот печатар кој поштекнува Јаков од Македонска каменица. Сите проекти мене ми причинуваат задоволство. Пак ќе речам, мене ми е жал што не можам да работам со полн капацитет, бидејќи ние сме богата општина, моментално искрено ви кажувам и пред целата јавност дека имаме милион евра на сметка, не можам да ги трошам, благодарение на луѓето кои што добиле глас од нашите сограѓани да водат грижа за нивни подобри услови за живот, меѓутоа тие си водат политика, иако за мене тоа не е политика, тоа е политиканство. И ќе мора и таму да се стави на ред. Јас исто како што сакам реформи во образованието и сите ние, санкционирање на тие сега што ги зборевме претходно и за коментари за негативни работи кои што демократијата ја претвараат во анархија. Жал ми е што тие истите луѓе кои го добиле гласот не си ја вршат својата работа. Не би сакал сега тука пак да ја таа тема проширувам, да ја претвориме во политичка тема, сакам убав ми младите. Затоа може ќе викнат колегите во само вистина. Така, во само вистина, ќе бидам гостин, тогаш ќе испрезентираме повеќе, така да ги поздравувам моите сограѓани и од село Косевица, и Моштица, и Цера, и Дулица, и Тодоровци, секаде ќе биде завршени сите проекти кои што се веќе отпочнати и со патна инфраструктура, водовод и канализација. Ветувам, еве, уште еднаш јавно. Се работи интензивно. Тоа може да го види кој што сака, нека каже. Јас можеби ме нема повеќе многу по медиуми, бидејќи делата нека зборуваат. Мене ми е битно делата да зборуваат. Се само политички коректен одговор. Дозволете, ќе си се покаже самиот градоначалник со тек на време, ќе си направи све што треба. Да, и до сега се работи, благодарам. Така, да дадеме малку акцент на Сдруженијето Јас сум жена. Анета, од каде потекнува идејата и со што конкретно се занимавате? Идејата, како што кажав, со дигитално во време сега, следејќи ги социјалните мрежи, видовме дека многу е потребно некоја координација и еден патоказ на жената. Бидејќи има многу успешни жени кои се покажале, не само Македонија и надвор од Македонија, наши македонки кои се излезени, а успеале надвор. Тоа значи дека треба да им кажеме сега на младите дека се е можно. Ако се потрудиш и нели се вмрежиш, можеш да успееш. Тоа ни произлезе идејата нели за Сдруженијето да ги вмрежиме успешните жени, за да можат да помогнат во едуцирање и истражување. Така да ја истражуваме и положбата на жената во ова современо македонско општество, и предизвиците со кои се соочува таа во својата професија. Исто така се истражува и половата рамноправност во современото општество на особено македонската жена и дојдени сме до заклучок дека треба многу да се работи. И поради тоа можам да кажам дека во нашево портофолио како здруженија веќе имаме назад 2 глобални лидерски женски конференции кои се одржа
И во кој се работи баш особено на ова мрежување, едуцирање и преку тоа мрежување и едуцирање кој го имаме и да делуваме на жените у Македонија. Исто така може да се пофалам, нели, дека веќе имаме и два економски женски форуми одржани. Едниот веќе, вториот беше викендов само што заврши. Исто така ги организираме овие економски форуми бидејќи увидовме дека финансиската писменост во Македонија не само кај жената, општо е на многу ниско ниво. Бидејќи не се во општото образование, во основното образование, средното, не се посветува доволно внимание на финансиската писменост и во денешно време децата, младите не знаат да се снајдат многу, не се финансиски писмени. А ако не си финансиски писмен, општеството само страда, бидејќи ако си успешен финансиски, придонесуваш кон општеството, општеството се развива и нели се е подобро. Исто така, внимание обрнавме и за финансиската еднаквост на жената, која е глобален проблем. И затоа се трудиме нели да ги одржуваме овие форуми и да им помогнеме на жени да се снајдат во предприемништвото, фриленсери или да отворат своји мали бизнеси. Колку Македонија имаше потреба за ваков тип на здружение? Македонија, да, многу голема потреба и се надевам дека веќе, како наназад 2 години, успеваме да го размрдаме малце тој свет, бидејќи заинтересираноста е све поголема. Многу повеќе и повеќе жените ни се обраќаат за информации, заинтересирани се да научат нешто повеќе. Благодарение на овие на конференцијата и на форумот почнуваме и со менторска програма која ќе најмногу ќе има акцент на нетипичните професии, кои кажавме дека жените особено многу се заинтересирани, а искрено кога ќе чуеш за такви жени дека успеале во нетипични професии, инспирираат и мотивираат за секоја жена да може нели да се пронајде сама себе си. Бидејќи да не е веќе доволно жената седи дома и само да нели да се грижи за домаќинството. Така е. Жената денес е се. Така. Да. Кога зборуваме за жените, јас да кажам нешто за тоа што сега кога мочам главоболка, јас сум метеоропат, сега тоа зборевме, зошто имам главоболка од времето. И климата. И леле годинки. Леле срамота. Добро, сепак имам главоболка, што да правиме, тоа било од времето. Сакам да прашам кога зборуваме еве Анета за жените, да, нели, разни обуки тука се држат, како да се направат пари, финансиска писменост, од каде да се почне, чекор 1, чекор 2. Ние сме нарочно сакаме се слуша чекори, да почитуваме, нели. Верувам дека на овие обуки доаѓаат луѓе, не знам, од банкарскиот свет, некој кој што ја разбрал целата оваа филозофија на парите. Меѓутоа, мене лично, јас, тоа е моје лично мислење, коригирајте ме ако грешам, е дека многу малку се зборува за психологија на парите. Да, сите ние сакаме пари, меѓутоа ти мораш да ја разбереш твојата врска со парите. Зошто ги сакаш тие пари? Зошто не можеш да ги направиш, односно зошто ти е тешко да ги направиш тие пари? Мислам дека многу малку се зборува, а тоа е суштината во корените на парите, како ние сме пораснале, како нашите родители финансиски растеле, како ние сме гледале дали нашите родители имаат или немаат. Нели, ние многу често растеме со парите, не растат на дрво. Татко ти не е Рокфелер. И сега во тие први неколку години од животот со такви уверувања ти после развиваш комплетно различна врска со парите и нормално дека ќе имаш препреки да ги заработиш или негде ти е тешко. На многу луѓе па и не име. Нели, на многу луѓе парата лесно им иде и се чудиме ние сега како. Јас мислам дека има психологија која што стои позади тоа. Ти можеш сите чекори да ги направиш од 1 до 100, сите што ќе ти ги кажат. Ако не ја разбереш твојата врска со финансиите, како и со се во животот, нели, со љубов, со семејство, со се, ќе ги утнеш сите чекори. Што и да направиш најдобро, нема да го имаш истиот резултат. Има нешто во тоа.
Можам да ти кажам благодарам за идејата, сепак може да ја размислиме нели за понатаму, дали ќе ни биде дел од понатамошното разработување на темите кои ќе ги имаме панел дискусии за глобалната женска конференција или наредниот економски женски форум, за да може нели повеќе да се разработи таа тема. Како што кажавте, да, парите имаат многу влијание врз психата, размислувањето, а и како што напоменавме преска, парите го вртат светот, така да неопходни се нели во денешно, особено во денешно време за опстојување, за живот, за една секојдневна нели работа. Така да затоа и се трудиме нели жениве да ги едуцираме, да им помогнеме да се снајдат во овој свет, за да не влијае на психата, да кажам, немаштијата. Нели немањето на пари или она споредбата, особено денеска со социјалните мрежи, може секоја да се споредува, што не влијае добро, особено на женската психа. Апсолутно. Така, на ниедна, особено за женската која може да се споредуваат, нели, како што спомна, некои вложуваат, имаат све, можат нели да се дотеруваат, да бидат средини, да се шетаат, а другите се трудат, а ете едноставно може не знаат, на погрешно време искористиле или погрешно место вложила. Затоа сме ние тука како здружение да може нели да им помогнеме или барем да ги насочиме на некој правец да може би сгрешила, па сега ќе се снајдат и ќе може нели да тргнат во тој пат. Да, ние сме општество кој ги следиме чекорите и затоа обично почнуваме со најосновното. Лани беше финансиска писменост на жената, значи како да си го организира домашниот буџет и личните финансиски средства. Оваа година одиме еден чекор понапред и обуката беше за организирање нели на фриленс, како да вложиш, како да заштедиш и како да се помогнат на фриленсерите, на малите предпријатија или како да започнеш со предприемаштво. Бидејќи тоа е многу интересна работа. И многу се повеќе се шири оваа гранка. Прашањето ми е затоа што и ви сигурно сте сретнали или сте слушнале и јас лично сум го имала нели тој проблем кој не нели пари како што кажавме нели го вртат светот и сите сакаме. Меѓутоа моментот кога открив дека јас колку повеќе трошам толку повеќе доаѓаат кај мене, тоа е таа психологија на парите која што многу луѓе не ја разбираат и тука треба многу да се едуцира. Остати чекор 1, чекор 2, чекор 3, тоа е важно, тоа е многу важна стратегија која што секој треба да ја научи. Луѓе се обогатиле од сите тие стратегии. Меѓутоа твојата врска со парите, нели психолошка која што имаш, како викаме, парите ќе ти дојдат кога нема ти требаат и сега ти да му кажеш на човек тоа како мене мислиш не ми требаат, па нормално дека ти требаат парите. Има некоја моги во сите тие работи што мислам дека тука треба да поентирате малку повеќе. Тоа може да го поврзиме со самата она девиза, ако размислуваш позитивно, позитивни работи ќе се случуваат. Ако се разбудиш наутро насмеан со позитивни мисли, денеска денот ќе ми биде многу убав. И таков ќе биде. Така да дел од тоа има нели поврзаност и со парите, размислувањата, вложувањата. Добро, јас сега од друга гледна точка гледам, затоа и ги поставувам овие прашања, нели, тама работа, сето ова кој што го правите вие, како што кажав, и уште еднаш ќе кажеме, навистина многу важно и таква едукација и те како не достига кај нас. Ако не работиш на себе, парите па сепак нема сами да дојдат. Ама и не само парите, нели, за се во животот. Денес знаеш колку жени се жалат, не можам прав човек да најдам. 8 билиони луѓе на планетата не можам. Како? Како? Психологија на љубовта. Еве тоа ти е нели друга тема ако за тераме, не за психологија, за парите, не знам, за се во животот. Ама не сме, сепак не сме све низ призма на парите да се гледа, така да за мене тоа е кога ќе ми каже некој парите се во светот, јас не можам тоа да го подкрепам. И не можам да кажам дека е така, затоа што ти ако не знаеш да уживаш во животот во комплетно различни работи, што ти дал нели Господ, универзум, нели кој што верува, да јадеш, да имаш интернет, да пишуваш коментари, да пиеш ова кафе. Ти ако не си благодарен за овие работи, јас не знам што очекуваш, што сакаш да ти падне од небо. Малите работи не ги цениме ич. На крај се сведува треба да работиш самиот на себе си, за да може позитивно да придонесеш кон општеството, нели самиот да се надоградиш и тоа еквивалентно доаѓа помош во општеството на околината и све понапред и понапред одиш. Не само ти, и сите околу тебе.
Така е. На право место прав човек секогаш треба да има. Дефинитивно, да. И кога велиме нели да работиш на себе, всушност да се осознаеш ти Така, сам како така, човек така. што сакаш и зошто го сакаш тоа. Така. Нели ние многу сакаме, абе сакам ваква кола, сакам ваква куќа, не знам, сакам да одам, не знам на каков одмор. А зошто? Треба да се Нема пронајдеш зошто. сами од себе си во тоа, така е. Не е само да посакуваш. Да се фалам на Фейсбук, затоа што многу луѓе тоа го прават. Така. Еве прочитав Сабајле отвори весник, сега ќе видиш македонци ве возат скапи коли од чалам. Не знам што имаше. Баш тако беше насловот. Затоа и кажав дека во денешно во време на нели социјалниве мрежи подобро е да има и нели некој што ќе ги спушта нели луѓето реалноста која ќе ја држи, да ги едуцираме, да ги образуваме, да ги поведеме на некој пат, дека не е само нели сликите што ги гледаат на Инстаграм, дека може да е сето тоа само онака слика, Чаламата милива а работа. друга Па така позадина е. да има. Да. Тоа е милнива работа, чалам, што викаат. Значи, милнива работа е тоа. Така, фалењето. Значи, треба да бидеш достоинствен, треба да имаш свој став, треба да имаш самодоверба во себе и таа самодоверба да се искористи максимално, ама со едукативен дел. Јас најмногу го ценам едукативниот дел, без разлика на каква тема и да е. Значи, тоа е најбитен фактор во животот. Кога работиш самиот на себе Да. си, значи доаѓаш до степен на самодоверба. Да. Штом ја имаш тоа самодовербата, штом си сигурен у себе, она јас, може да помогнеш на секој околу себе и нели да му покажеш како треба и он понатаму. Така е. Браво, така се гради едно здраво општество. Уште Димчо да го прашам колку е скромноста доблез во политиката, колку политичарите можат, а не слободно, колку може да останат скромни во целата таа, нели парите се во политиката, ние викаме, и сега ти одеднаш кога ќе добиеш многу пари, колку можете да останете скромни во сето тоа? И јас би рекол лично за себе, иако пак сепак зависи индивидуално, така ли? Да, Како много, и да. обичните, сите обични, па и политичарите сме и ние обични смртници, секој на свој начин си ги согледува работите. Така. Јас лично за себе, значи, никогаш не сум уживал у материјалното, напротив, духовното, пак ќе речем, јас сум по професија музичар, сум уметник, уметничка душа, мене ми исполнува духовното. Тоа најмногу ми значи материјалното. Мене, на сите мои блиски луѓе, јас им кажувам, Сабајле, кога ќе станеш, заблагодари му се на Бога што го гледаш светлото на денот, што си здрав, прав, бидејќи не за џабе, јас се водам исто така по поговорките, бидејќи народот ги има осетено на свој грб, а ги има пренесено, а не како филозофи, да речеме филозофски мисли. Така да, јас лично верувам во тоа, колку си поскромен, толку побрзо ќе напредуваш и ќе си допринесуваш и сам за себе и да му се радуваш пред се и да му благодариш на Бога за тоа што го имаш во моментов. Бидејќи тоа ми беше и зборот дека болниот има една желба, нели? А здравите имаат милион желби. Така е. Не би сакал никој тоа да го доживее, да биде во ситуација, да биде на постела кога ќе нема да може да седне и милиарди да има, ќе рече се ќе дадам само да можам да застанам на здрави нозе. Така да јас од таа гледна точка почнувам од приземја, да не речеме, посликовито. Да. Ете, слободно можеш да се додадеш нешто, ако имаш да кажеш нешто, ако не се согласуваш тука. Не, во рета, тоа што го зборува градоначалникот, само во политиката гледаме сега, во моментов нема скромност. Мислам, особено со кампањите сега и наназад неколку години што се случуваше. Но кога ќе застанеш на нозе како функционер, веќе мора тогаш да се појави тоа скромност, бидејќи по мене скромноста е домакинлукот, нели ќе знаеш како да ја водиш без разлика дали е институција или општина или цела држава. Така е. Да. Така е. Веќе сме при крај, ете ми кажуваат од држијата дека треба да завршиме. А јас мислев дека имаме време за еден рефрен, ама ништо. Може ли го да рефрен да завршиме? Од спотот ќе ни скрателе. Скрати ни од спотот, Ани, еден рефрен да испежи, ти сега женава дошла вака да ја пуштиме за крај едно рефренче, инаку само сакам да ви се заблагодарам на сите кои што дојдовте. Ќе си останеме да се допиеме кафето, навистина верувам дека уживавте и дека убаво си поминавте повеќе. Сега од тука за Македонска каменица одиме на Да, сега ќе Сега или во петок, не знам да се договориме. Ние сакаме уште сега за да ни продолжи самата позитивна атмосфера. Дружбата. Ани, со песна да ни испратиш за каменица. Сношти сакав да ти дојдам, сношти
ношти сакав да ти дојдам на тая сладка вечера, на тоа вино црвено, а бре будало. Каков јунак ти ке бидеш, каков јунак ти ке бидеш, од роса да се исплашиш, крај мене да не дојдиш, а бре будало. Браво! Ајде, спорлеле!